ова ќе не биде нам фактички, освен тоа што ќе одржиме јавна дебата во рамки на деновите на медиумска писменост, ќе не биде и прв формален состанок на уредништвото на платформата Local Active, но во првиот дел, во вториот дел за тој состанок ќе останеме само тие граѓански организации кои се во уредништвото, а во првиот дел фактички дебатата ја отвараме за сите организации пошироко од источниот и југоисточниот регион. Значи, за овој состанок подготвивме за вас подготвивме наоди од истражувањето што со ваша помош го реализиравме, ако нели се сеќавате, минатата година во вашите два региона. Истражувањето имаше за цел да ги истражиме комуникацијските навики, ставови и потреби на лицата со сетилна и телесна попреченост. Зошто беше ова важно да го направиме? И зошто е поврзано всушност со самата платформа Local Active и со темата на оваа дебата? Всушност, медиумската писменост, сите знаете, е концепт кој многу се истражува, за кој многу се говори и се дебатира во последниве години, особено во контекст на способноста на луѓето, на населението, особено на младите, да ги препознаваат штетните содржини во онлайн просторот. Но, она што е важно и за кое малку се говори, е аспектот на пристап и на партиципација во јавната сфера. Самиот поим медиумска писменост го содржи овој аспект или се потпира на овој аспект. Нема да го образложувам тука во детали. Самата Агенција за аудиовизуални медиумски услуги пред неколку години направи едно истражување во кое е објавено на веб страницата, објавено е и кај нас на веб страницата на Ресис, која го објаснува детално целиот поим медиумска писменост. Овде е важно само да кажам дека основата на се е пристапот и можностите за користење на дигиталните технологии од страна на различни општествени групи. Значи, сепак, сите оние позитивни придобивки што интернетот ни ги овозможува во смисла на тоа да бидеме вклучени во општеството, да имаме можност да ги искажеме нашето мислење, да партиципираме во јавната сфера, но и со самото тоа и да партиципираме во политиките што се градат во нашето општество и што влијаат на начинот на кој што сите ние живееме. Во таа смисла медиумската писменост значи или се испреплетува или го вклучува поимот на дигиталната вклученост, на дигиталното вклучување. Главната теза на овој поим за дигиталното вклучување е дека нееднаквоста во пристапот и во можностите за користење на дигиталните технологии е резултат на различни фактори што се испреплетуваат: класната, половата, етничката, расната, идеолошката припадност на поединците, но исто така и попреченоста како фактор. Значи, одредени одделни групи, ранливи групи во општеството поради спецификите на нивната или поради одредени природни или стекнати ограничености немаат можност за еднаков пристап и користење на технологиите. И второто, многу важно тврдење е дека тие нееднаквости во пристапот и користењето на технологиите ги исклучуваат овие групи од општествените процеси и дополнително ја продлабочуваат општествената нееднаквост. Нас токму тоа не интересира, токму тој аспект од медиумската писменост, а не само аспектите на препознавање на дезинформации, теории на заговор и така натаму. Сега ќе видите од наодите на нашето истражување, што вие како граѓански организации ни помогнавте да го спроведеме, ќе видите што ние заклучуваме за овие ранливи групи од источниот и југоисточниот регион. Значи, сакам само уште да додадам дека лицата кои живеат со одреден вид на ранливост воопшто не се малку во нашата држава. Само во источниот и југоисточниот регион, според податоците на Заводот за статистика, од последниот попис, видовме дека околу над 17.000 лица живеат со одреден вид попреченост. А да не ја додадеме и возраста како фактор, бидејќи повозрастните луѓе, поради самата возраст, кај нив ранливост, ако имаат и одреден вид попреченост, се засилува ранливоста. Значи, и јас би рекла дека овој аспект
на медиумската писменост, аспектот на исклученоста е доста занемарен во современите дебати. Значи најголем фокус се става на прашањата на тоа како да се вклучи медиумската писменост во образованието, се работи со различни групи, млади, значи многу малку се работи со овие ранливи групи. Сега тука би застанала, ќе почнеме со самата презентација. Сакав само да нагласам зошто е ова важно, зошто ние и самата дебата ја формулиравме, мислам, насловот на дебатата медиумите на заедницата и можностите за вклучување во локалната плуралистичка демократија, бидејќи сметаме дека развојот на овие медиуми како локал актив, кои се медиуми што припаѓаат на граѓанските организации, односно на сите групи со кои работат граѓанските организации, е можност за вклучување на овие групи, за намалување на тој јас, на тој проблем што се создава поради отсуството на пристапи, отсуството на способности и вештини. Можеме да почнеме, Јуле. Сосема накусо, значи веќе кажа што беше потребата од истражувањето. Значи основната цел беше да ги идентификуваме проблемите во пристапот, какви навики имаат во користењето на технологиите и содржините, какви комуникацијски вештини и знаења имаат, какви се нивните потребите за содржини и каков е интересот за партиципирање во креирање на содржините. Планираниот примерок на испитаници според податоците од Заводот за статистика беше 580. Ние работевме со така наречен квотен примерок, затоа што е исклучително тешко да се направи репрезентативен случаен примерок. Тоа е познато во истражувањата во социологијата. Отидовме со квотен или намерен примерок. Граѓанските организации врз база на насоките што им ги дадовме, требаше да најдат лица со овие карактеристики што не интересираат, значи со одреден вид сетилна и со телесна попреченост. Успеавме од бројката што ја таргетиравме, 580, граѓанските организации успеа да допрат до 451 испитаник. Овде може да се види, значи колку испитаници според тип на попреченост анкетиравме. 198 беа лица со телесна попреченост, 89 со оштетен вид, 82 со оштетен слух и видете процентот од таргетираната квота беше релативно висок, за да можеме да извлекуваме некакви индикативни заклучоци. Понатамо сега Јуле ќе ги представи на аудиторот. Да. Ја ќе гледам затоа што имаме премногу науди и тука направивме на скратена варијанта што ќе се однесува нели конкретно на овој состанок на дебатата што ќе отвориме тука. Прво тука можеме да видиме кои од испитаниците се изјасниле дека користат интернет самостојно или со асистенција од друго лице. Важно е пред се да се нагласи дека навиките за информирање се директно поврзани со можностите и вештините за користење на интернет кај дел од испитаниците и сетилната попреченост е очигледна пречка, но како што и Жане нагласи првично, исто така е поврзано тоа и со возраста на испитаниците. Повозрастните луѓе имаат помалку знаење и вештини за користење на интернет. Но ова ќе се осврнеме понатаму во презентацијата. Тука можеме да видиме дека очигледно дека лицата со сетилна попреченост, особено лицата со оштетен вид, имаат најголема пречка при користењето на интернет, каде што најмал процент тие се најмалиот процент од испитаници кои самостојно одат на интернет, со 31,5%, и исто така се оние со најголем процент на кои што им е потребна асистенција од друго лице за пристап на интернет, со 20,2% од испитаниците. На наредниот слайд можеме да ги видиме преферираните содржини. Тука издвоивме само дел од наудите, главно оние кои што се поврзани со навиките и потребите за информирање и едукација на овие групи.
можеме да видиме дека кај сите три групи постои голем интерес за информирање за домашните настани. Дури 97% од лицата со оштетен вид се изјасниле дека гледаат вести, а кај лицата со оштетен слух и телесна попреченост тој процент е 88%. Дебатните емисии и другите содржини поврзани со политика најмногу сакаат да ги следат лицата со телесна попреченост, нешто помалку лицата со оштетен слух и најмалку лицата со оштетен вид со 42%. Едукативни видеа следат најчесто лицата со телесна попреченост 58,1%, потоа лицата со оштетен вид 53,9% и лицата со оштетен слух повторно најмалку следат ваков тип на видеа 50%. Секако тука треба да се има во предвид дека дел од испитаниците не користат интернет, така што овие показатели би изгледале можеби малку поинаку доколку не постојат пречки или пак доколку луѓето кои се повозрасни би знаеле да пристапат овој тип на видеа. Исто така кај документарните филмови можеме да видиме дека најмалку пристап имаат лицата со оштетен вид со 21,3%, така што кај овие лица е помал интересот за документарни филмови, најверојатно поради фактот дека тие најчесто се титлувани, додека аудио описот е на странски јазик. На наредниот слайд ќе ги видиме изворите на информирање на сите три групи. Како најчест избор за информирање се вестите на националните ТВ станици, 78,8% за лицата со телесна попреченост, 73% за лицата со оштетен вид и 72% за лицата со оштетен слух. Втори избор кај сите групи се локалните ТВ станици, 51,5% кај лицата со телесна попреченост, 64% кај лицата со оштетен вид и 54,9% кај лицата со оштетен слух. Исто така разговорите со блиски луѓе се битен избор за информирање. Кај лицата со оштетен слух се 40,2%, кај лицата со телесна попреченост 39,4% се изјасниле дека се информираат за домашните настани преку разговори со блиски луѓе, додека кај лицата со оштетен вид исто така е помал процентот, 25,8%, но тука треба да се нагласи дека 66,3% од оваа група испитаници се изјасниле дека најмалку еднаш неделно се информираат за настаните од роднини и пријатели, така што и за нив ова е исто така значаен избор за информирање. Околу корисниците на интернет, лицата со телесна попреченост почесто ги користат информативните портали, 48,1%, лицата со оштетен вид тоа го прават помалку, 28,1%, и лицата со оштетен слух 23,1%. За нив исто така и социјалните мрежи за лицата со телесна се почест избор на информирање со 47%, отколку за лицата со оштетен слух со само 18,3% и лицата со оштетен вид 13,5%. Очигледно е дека лицата со силна попреченост заврши па само кратка една реченица да додадам тука. И покрај типот на попреченост и покрај возраста се категорија на граѓани кои најмногу се дигитално исклучени, односно не можат да пристапат и да се информираат од кредибилни извори на интернет. Само да додадам една реченица, која би ги имале, значи од другите истражувања, младата популација, ако ги гледате овие податоци, ќе видите дека паралелно со телевизијата, исто толку чест извор на информирање кај младите е интернетот, што овдека гледаме голема разлика. Значи традиционалните медиуми кај овие групи се примарен извор и во отсуство на пристап, поради таа дигитална исклученост, отсуство на пристап до интернет или неможност за користење, многу чест извор се разговорите со другите луѓе. Можеш само толку. Добро. Понатаму одиме со критичките ставови за телевизиите на национално ниво. Тука не интересираше какви ставови имаат овие граѓани за првите три типови медиуми од кои што најчесто се информираат, дали ги препознаваат како кредибилни, непристрасни и независни. Сите три групи во голема мера се согласуваат дека вестите на националните телевизии се партиски обоени, потоа исто така се согласуваат дека во нив има сензационализам и дека
најмногу со ставот дека телевизиите различно известуваат за едни исти настани се согласија лицата со телесна попреченост, помалку лицата со оштетен слух и со оштетен вид. Наредни се ставовите, мислам дека окей да не ги читам сите проценти, се гледаат тука. Да. Добро, наредни се ставовите за телевизиите на регионално и локално ниво. Тука се ставовите на испитаниците многу покритични, повоедначени. ТВ вестите на локалните и регионалните телевизии дека се партиски обоени се согласиле 79,8% од лицата со оштетен вид, 69,5% од лицата со оштетен слух, 63,7% од лицата со телесна попреченост. Исто така е висок процентот на овие три групи испитаници кои се согласиле со ставот дека во ТВ вестите на овие телевизии има сензационализам и исто така дека даваат различна слика за едни исти настани. Понатаму ќе преминеме на критичките ставови за информативните портали. Тука испитаниците кои користат интернет се најкритички настроени према содржините кои се наоѓаат на информативните портали, дека информативните портали се партиски обоени, се согласиле дури 94,2% од лицата со оштетен слух, 84,8% од лицата со оштетен вид и 68,8% од лицата со телесна попреченост. Исто така се високи процентите за тоа дека на порталите има сензационализам и исто дека тие даваат различна слика за едни исти настани. Понатаму ни интересираше што прават овие граѓани кога се соочуваат со информации на кои што не можат да им веруваат, односно какви стратегии применуваат. Сите три групи највеќе одговорила, се изјасниле дека разговараат со блиски луѓе за да ги проверат информациите кои пристигнуваат до нив. 75,6% од лицата со оштетен слух го практикуваат ова, 60,1% од лицата со телесна попреченост и 51,7% од лицата со оштетен вид. Втората стратегија, кога не се сигурни во точноста на информациите, е да ги игнорираат и отфрлаат сите овие информации. Исто така, тие практикуваат да се потпрат само на еден веродостоен извор на информирање, додека најмалку од испитаниците се изјасниле дека самите истражуваат и прават споредба со други извори за да ја проверат информацијата. Само 26,8% од лицата со телесна попреченост, 19,5% од лицата со оштетен слух и 11,2% од лицата со оштетен вид. Овде може да се претпостави дека лицата со сетилна попреченост ја применуваат оваа стратегија, не ја применуваат оваа стратегија, дека бидејќи се дигитално исклучени, односно не може да ги пребаруваат информациите на интернет, немаат пристап до кредибилни извори и не можат да ги читаат информациите од тие извори. На наредниот слайд стигнуваме до пречките за користење на комуникацијските уреди. Тука отсуството на знаење и вештини при користење на компјутер и паметен телефон е очигледно, но исто така и неможноста да се користат содржини на интернет без асистивните технологии се најчести пречки за користење на комуникацијските уреди и интернетот. Забележуваме дека е голем процентот на кај што испитаниците се изјасниле дека немаат вештини за работа на компјутер и немаат вештини за користење на паметен телефон. Помал е процентот кај лицата со оштетен слух и оштетен вид, кои што се изразили дека не можат да купат компјутер или паметен телефон, додека овој процент е поголем кај лицата со телесна попреченост. Меѓутоа, кај сите групи има поголема согласност околу изразот дека има тешкоти да следат содржини без асистивна технологија. 51,2% од лицата со оштетен слух се го потврдиле ова, 46,7% од лицата со оштетен вид и 42% од лицата со телесна попреченост. Исто така, кога станува збор за лицата кои имаат пристап до интернет,
висок е процентот на лицата кои што се изјасниле дека на овие три групи кои што се изјасниле дека веб страниците не се дизајнирани за лицата со попреченост. 62,2% од лицата со оштетен слух се го потврдиле ова, 51,7% од лицата со оштетен вид и 45,5% од лицата со телесна попреченост. Понатаму можеме да видиме дека партиципацијата во јавната сфера кај сите три групи е мала. Најголема е кај лицата со телесна попреченост, кои што најчесто ги користат социјалните мрежи за да го искажат своето мислење. 54% од лицата со телесна попреченост кажале дека коментирале на социјални мрежи за да го изразат своето мислење. Тука се однесува нели на повеќе пати или барем еднаш во последната година каде што ги направиле овие постапки. Исто така е поголем процентот на лицата кои што споделувале содржини на социјалните мрежи, 49% од лицата со телесна попреченост, додека кај другите две групи, кај лицата со оштетен слух, се малку помали процентите. Најмалку од испитаниците се изјасниле дека испратиле допис до медиумска редакција за одредена содржина. Тоа се само 9,1% од лицата со телесна попреченост, 6,1% од лицата со оштетен слух и 4,4% од лицата со оштетен вид. Сите три групи граѓани почесто се ангажираат во активности на граѓански организации и неформални групи граѓани за решавање, кога станува збор за решавање на некој проблем во локалната заедница, додека помалку ги користат другите начини за партиципација, политичка партиципација. Значи тука дури 47,5% од лицата со телесна попреченост се изјасниле дека се вклучиле во некаква активност на невладина организација, кај останатите две групи процентот е помал, 18,3% од лицата со оштетен слух и 14,6% од лицата со оштетен вид. Исто така е висок процентот на лицата со телесна попреченост кои се вклучиле во решавање на проблем со група граѓани, 39,9%, додека исто кај останатите две групи е помал процентот, 16,9% од лицата со оштетен вид го направиле ова и 13,4% од лицата со оштетен слух се вклучиле во решавање на проблем со група граѓани. Понатаму се заклучките. Да. Врати малце само уште еднаш на тој слайд и одма ќе одиме на заклучоците и отвараме дебата. Веројатно, овие науди би изгледаат поинаку ако имавме примерок кој што е избран по случаен пат со различни припадници на овие ранливи групи. Високите проценти на ова ангажман, да речеме, во активности на невладина, веројатно се должат на тоа што луѓето што анкетираа фактички најмногу ги контактираа лицата со кои работат. Значи ова се сепак групите со кои работат и со кои граѓанските организации имаат контакт, така што претпоставувам дека на тоа се должат овие одговори. И да ги сумираме сега во два слајда, да ги сумираме сите овие науди и да поразговараме за тоа што значат за нас сите. Значи, од бројните фактори за дигитална исклученост за кои зборувавме, сетилната попреченост, особено оштетувањето на видот, видовме во комбинација со возраста е најголем фактор за дигиталната исклученост. Меѓутоа, сигурно овде се испреплетуваат и образованието, возраста, нели, како што рековме и така натаму. И ги наброи Јуле, да не ги спомнувам повторно пак, еве овде се накусо наодите. Втор заклучок, видовме дека недвосмислено сите ранливи групи имаат голема потреба од информации за домашни настани и тоа се потврдува и во многу други истражувања. Значи, населението од една страна има голема потреба, сака да знае што се случува, е заинтересирано за настаните во сопственото опкружување и има потреба да се информира.
вести најмногу се сака да се следат или се следат, голем интерес за дебати сепак има, иако има доста и отпор кон политички теми. Третиот заклучок, од навиките за информирање видовме дека во отсуство на други можности за овие ранливи групи, телевизијата е примарен извор на информирање и пред се телевизиите на национално ниво, а потоа и локалните и регионалните телевизии, што покажува дека локалните теми се од интерес за овие групи граѓани. И трети извор не интересира информативните портали, меѓутоа видовме дека тие се повеќе извор на информирање за лицата со телесна попреченост, а помалку за лицата со сетилна поради тоа што имаат помал пристап до интернет. Четврт заклучок, сепак, значи, има високо ниво на критичка свесност за квалитетот на информирањето. Значи, од една страна имаме потреба за информации, навиките се должат на тоа што им се нуди и што можат да користат овие групи, но не би можеле да речеме дека не се свесни за тоа какви се информациите што им се испорачуваат. Значи, тоа го измеривме преку ставовите за партиската обоеност, за присуството на сензационализам и за пристрасното информирање или едностраното известување за одредени настани. Значи, дали дават различна слика за исти настани. Петиот заклучок за проверката за тоа што прават кога овие ранливи групи, овие граѓани кога се соочуваат со фактот дека не може да им веруваат на информациите до кои што имаат пристап, а нели сакаат да бидат информирани. Прво, значи, самата дигитална исклученост, неможноста за пристап или немање способности и вештини да се користат новите технологии, ги оневозможува пред се лицата со сетилна попреченост, но би рекле и другите возрастни групи, значи повозрастните лица кај групата со телесна попреченост, да можат самостојно да истражуваат на интернет. Значи, има многу бројни фактори зошто е тоа така и недостигот на вештини, знаења и така натаму, што ги оневозможува, значи, да најдат други кредибилни извори каде што би можеле да ја проверат информацијата. Во таква ситуација најмногу се подпираат, видовме, на разговори со блиски лица, на лица кои можат тоа да го прават или кои можат да им дадат некоја дополнителна информација. Партиципацијата во јавната сфера, ние зборуваме овде за партиципација која се состои пред се во можност да постира некој нешто на социјални мрежи, а не за повисоки форми, да речеме, на партиципирање, на пишување на текстови. Во другите истражувања ги испитувавме и тие ставови кај младите генерации, меѓутоа и кај младите тој облик на партиципација преку пишување на текстови кои ќе се објават некаде на некој или заеднички медиум, се многу ниски, бидејќи има и недостиг на вештини и кај тие категории граѓани. Значи, но овде и кај овие базични облици на некаква партиципација да се отвори, да се види, да се прочита, да се сподели текст, да се коментира на текст, кај овие ранливи групи се мали, да речеме, процентите. И на крај ефектот од сето тоа, облиците на политичка партиципација, ги коментира веќе на последниот слайд. Поголема е тенденцијата за учество преку работата на граѓанските организации или преку некакви неформални издружувања. Сега не можеме точно со анкетата да утврдиме за што точно станува збор, би било добро да можеш да имавме можности квалитативно истражување да направиме преку разговори, фокусни групи, но секако не се мали процентите, значи што е ветувачки од аспект на работата на граѓанските организации, но може би и се должат на тоа што анкетата беше правена со лица со кои почесто контактираат граѓанските организации. Ете, тука би застанали и би отвориле сега дебатата за вас, да ни ги кажете вашите впечатоци, размислувања и така натаму во врска со овие наоди. Повелете кој би сакал нешто да коментира, да праша, да сподели. Жана, ја би споделила нешто што го имавме како тема од првиот циклус на Story, асистивните технологии, каде што еден од нашите соговорници кажа дека
особено за младите, средношколците, кои се лица со попреченост, имаат и според закон им следува да добијат надоместок за набавка на некои од овие нови технологии. Меѓутоа, нашиот фонд не им плаќа, односно тоа е еден од главните проблеми зошто им следува според закон, меѓутоа не е можноста да ја користат. И тоа е нешто што можеби треба и ние да го адресираме или да се запатиме со тоа. Тоа е едната работа и второ, напредуваме напред, значи употребуваме компјутери во целиот наш живот, зависиме многу од тоа, секако на лицата со попреченост најмногу им се потребни. Меѓутоа, она што како закони, како можности, како она што државата го дава, не го следи тоа. Тоа е исто така една од работите за која сметам дека и ние како новинари, но и граѓанските активисти, посебно оние кои што ги адресираат прашањата на нивните членови, треба заедно да се зафатиме и да се обидеме нешто да промениме. Ако не друго, барем компјутерите и дел од оние алатки кои што ги имаат останатите луѓе од регионот пред се, да не зборувам понатаму, подалеку од нас, ги користат и им го леснува животот. Да, ти благодарам, Весна. Мислам, веднаш, како да речам, ја препозна врската што сакаме да ја направиме меѓу Local Active и овие теми за кои овде разговараме. Некако мене ми се чини, не знам, кажете дали може би грешам, некако ми се чини дека ги занемаруваме овие теми, како да не се толку важни. Фокусот, барем на традиционалните медиуми, јас разбирам дека во центарот на вниманието е политиката и се она што се случува на централно ниво, но овие теми некако се запоставени. Од време на време се отвараат кога граѓанските организации ќе имаат некаква активност. И добро е, мислам, да, оваа идеја, че Local Active треба да има предвид уредништвото, за да ја континуирано да ја има во фокусот на вниманието. Некој друг? Мене ме интересира дали вие како граѓански организации досега сте отвориле некаква тема во врска со пристапот на ранливите групи, на различни категории, независно дали работите со лица со сетилна попреченост или телесна попреченост. Може да работите и со правата на жените, меѓутоа во рамките на вашата организација има жени кои што се на повисока возраст, на поголема возраст. И тие веројатно се соочуваат со проблемот на социјална исклученост поради комуникацијската исклученост, да речам. Не знам дали сте информирани, во еден прирачник што го објави Министерството за труд и социјална политика, прирачник за развој на социјални услуги за ранливи групи во локалните заедници. Тој прирачник е достапен на веб страницата на Министерството. Таму се прави категоризација на потреби на ранливите групи на 3 категории: основни биолошки потреби, социјални потреби и психолошки и емоционални потреби. И сега во таа шема на потреби, за чие задоволување треба да работи и државата и граѓанските организации, веројатно овој тип на потреби, комуникацијските потреби, кои се битни за тоа поединецот да се чувствува вклучен во заедницата или ако сака да придонесе за животот на заедницата, тие веројатно се категоризирани во вторите две, во социјални потреби и во психолошки и емоционални потреби. Јас немам увид во тоа што досега работат граѓанските организации, но ме интересира дали се размислувало и во таа насока, дали имало одредени активности. Може јас? Повели, Зоран. Вака, за мене не е изненадување сепак високиот интерес за информирање од страна на оваа целна група, затоа што постојат повеќе закони што ги тангираат ранливите категории, лицата со попреченост и во делот на образование и нешто што спомна и Весна. Јас само ќе надополнам, да речеме, ако
имаме млад човек што учи или работи, во тој случај нема му следува необична количка, туку електрична количка. Има и други привилегии и така натаму. Интересот е многу важен во дело на правата од здравствена заштита, значи ослободување од партиципација, остварување на право на детски додаток и така натаму, и логично е дека лицата во различност од типот на попреченост, дали се работи за интелектуална или физичка попреченост, ги интересира. Второ, имаме многу чести промени во делот на Законот за социјална заштита и пред се во делот на вработување. Ја накратко само ќе објаснам, бидејќи работам во делот на самовработување и услуги на лица со попреченост во делот на вработување. Ако некое лице што е со одреден тип на попреченост, со кој се води под агенција за вработување, може да отвори собствен бизнис и да земе 5000 евра за старт, 20 плати на 9-тиот месец, при што има одредени услови што треба да ги исполни, и на крајот од втората година исто така му следуваат уште 20 просечни плати. Исто така се ослободува со плаќање на придонеси и се врши поврат, така да тоа се многу битни информации. Исто е, оваа тема е многу битна и за фирмите кои што работат, што вработуваат лица со попреченост, посебно инвалидските фирми или посебните фирми кои што користат средства од посебниот фонд. Меѓутоа, повторно да се вратиме на крајните корисници или на самата целна група, еве само да ви информирам дека благодарение на застапувањето што го правевме како македонска платформа против сиромаштија, утре има во Дом на пратеници предлог, има дебата на тема измени во Законот за социјална заштита, каде што се вклучени и нашите предлози и лично моите предлози од делот од граѓанскиот сектор. За среќа од мојата колешка Јованка и вашата колешка Јованка се прифатени. Ја ќе ви го споделам и документот после тоа, па може да го споделите и со останатите, затоа што ако има некои дополнителни предлози, може да ги пласира кај мене до крајот на денот, затоа што утре во 12 часот и 30 минути веќе почнува дебатата. Измените се во делот дека веќе ако лицето што било вработено се врати во социјалниот систем, не мора 90 дена или 3 месеци да нема ништо на сметката, тоа ќе биде првата измена. И второ е, ако инвалидното лице или било кој друго лице се вработи, останатите членови од семејството не ја губат социјалната помош или гарантиран минимален приход. Еве гледате една серија на информации кои што се и тоа како важни во делот на добивање на асистент во училиштето, па понатаму за корисниците на економија за грижа, така да не ми изненадува високиот процент на заинтересираност, бидејќи е висок, меѓутоа ме загрижува дека сепак не се доволно едуцирани за да препознаат што се лажни вести и да не ги злоупотребуваат. Јас само, за жал не е тука и Александар од Бравура Кооператива, само ќе го дадам примерот за можна злоупотреба што се обидува да ја направат пред негде 9 месеци кај едно мое семејство од ромска припадност, во кои што има луѓе што добиваат информации кои се корисници пред се на нега или било што со ментална попреченост, и му беа дали понуди ако уплати нивното семејство 60.000 денари, дека ќе добијат, тоа е како уплата или авансно, ќе добијат 10.000 евра помош од странство. Вториот случај ни беше кога беше лице изманипулирано, а се водеше како вработено, како лице со попреченост во приватна фирма, каде што на негово име успеале да го измамат, да потпише во 3 банки или штедилници за брзи кредити, да потпише, не е свесен што потпишува, да потпише кредитот над 10.000 евра. Значи, пак ќе кажам, информираност и тоа како им е важно на овие лица и нивните семејства, така да може би во некое идно истражување ќе биде не само како лицата со попреченост се информираат, туку и дали нивните семејства како се информира и како им ги пренесуваат информациите во зависност од типот на попреченост. Јас се радувам на ова истражување и ми е баш мило затоа што има многу социолошки компоненти и се надевам дека еден ден ќе можеме уште повеќе да најдеме, затоа што ова е многу важно.
во нашата работа на граѓанскиот сектор, аргументацијата е најбитно во делот на застапување. Така да ви благодарам за овие и се надевам дека ќе ни ја споделите презентацијата да можеме да ги користиме на одите. Да, секако, тие се веќе објавени на Local Active за секоја група посебно. Ни остана уште да ги обработиме за лицата со интелектуална попреченост на одите, како целина на наоди посебно, ама и оваа презентација ќе биде посебно споделена, ама ќе ви ги пратиме и по мейл. Нема проблем околу тоа. Да. Благодарам. Повелете некој друг, дали сакам? Ало, ми слушате? Да. Денис од Штип, Денис од Амбер, да. од Гласен текстил. Би сакал да прашам дали во истражувањето имаше можеби прашања во однос на дискриминација врз основ на известување на ранлива категорија или врз основ на попреченост. Дали препознава такво нешто као дискриминација или бидејќи не знам дали спомнавте или можеби не чув. Имаше, Денис, во рамки на прашањата што беа за критичките ставови кон различни категории медиуми, односно кон медиумите од кои најмногу се информираат. Ние за тие медиуми прашавме какви се критичките ставови и беа поделени мислењата, овде не поради недостиг на време и не сакавме премногу наводи да ве оптовариме, ама ги има во објавените податоци што ги спомнав на самата веб страница на Local Active. Поделени беа ставовите. Има добар процент од овие ранливи групи кои сметаат дека медиумите дискриминирачки, да речам, известуваат за групата, за нивната група, за групата на која припаѓа. Но тука самата анкета е ограничена, значи не можеме да извлекуваме толку општи заклучоци и реков најпрво поради примерокот. Примерокот беше намерен, значи не би можеле да кажеме дека тие ставови важат за сите лица со попреченост што живеат во двата региона, затоа имаме малку ограда. Но пак, значи ќе кажам, значаен процент од овие лица сметаат дека овие медиуми од кои најчесто се информираат дискриминирачки дискриминираат условно кажано нивната група, но пак ќе речам таквото известување за овие групи прво е малку застапено во овие медиуми. Значи многу ретко известуваат медиумите, најчесто се известува, тоа го знаеме и од други истражувања, од поодреден повод, кога е ден со кој се одбележува, да речеме, борба против попреченост или правата на одредена група, или пак кога граѓанската организација успеала да допре до медиумот. Особено кога станува збор сега за националните медиуми, одамна знаеме дека е мала можноста за пристап на граѓанските организации, не се задоволни од тоа како националните медиуми известуваат за активностите кои се однесуваат во врска со правата на овие ранливи групи. И деликатно е прашањето за оценка на тоа дали одредена содржина е дискриминирачка или не. Толку видлива дискриминација секако дека нема кај традиционалните медиуми, многу повеќе има кај онлайн медиумите, кај порталите, тоа сме го забележале, ама овие лица видовме малку се информираат од порталите, повеќе лицата со телесна. Не знам дали успеав да ти дадам одговор на прашањето. Да, фала. Некој друг, дали имал нешто да сподели? Јас? Може да додадам јас нешто? Може, да, секако. Вака само една, се извинувам, че не сакајќи исклучило камерата. Марија, Марија. Да. Ваква една мала сугестија со што се соочивме во текот на истражувањето. Ние работевме на лица со оштетен слух, каде што преку Сдруженијето за лица со оштетен слух во Струмица спроведовме дел од анкетите. Обликот на прашањето како што беше поставен не одговараше за таа таргет група, од аспект на тоа што гласовниот јазик кој што го имаат овие луѓе нема толку карактери да може да се одговори адекватно на сите зборови кои што беа наведени во прашањата.
Па во иднина, кога би се правеле вакви истражувања, а би се работело со таков сегмент значи со таа таргет група, не ќе да е лошо да се припази на тој момент. Мислиш на лицата кои што имаат Со целосно оштетен слух. Целосно, со бидејќи Да, точно со оштетен тоа слух, би- да, комплетно, кој што го користат гласовниот јазик, затоа што на жената која што да. ги објаснувавме прашањата, не можевме да ги доловиме сите одговори, затоа ние после и го намаливме таргетот да оди на лица што имаат оштетен слух, знаеш, кај што може со погласно да прочитат па да се разбереме, иначе така имавме извесен Да, проблем. тоа е точно. Да, ти благодарам, Марија. Да, го видовме тоа во текот на самото истражување. Не можевме да го имаме целосно предвид. Ова, искрено да ви кажам, ова е прво вакво истражување. Прво истражување на комуникацијски потреби, навики на лица со сетилна попреченост. Се правело истражување на општа популација, а и од податоците кои Заводот статистика, например од пописот податоците, има еден сегмент од објавени наоди кои што се однесува на бројот и видот и на попреченост по региони, меѓутоа таму не можете вие да добиете други социодемографски карактеристики и особено не можете да видите степенот на попреченост. Ние користевме одредени насоки од прирачници од Светска банка за начинот на кој треба да се измери степенот на попреченост во овој контекст, во ова истражување, но да, се разбира, во следни прилики би требало да земеме предвид, можеби со тие лица кои што имаат целосно оштетен слух, би требало да се направи квалитативно истражување, а не истражување со помош на анкета, бидејќи е тешко да се преведе значењето на сите прашања на знаковниот јазик. Ти благодарам, Марија. Повелете некој друг? Маријан се јавува. Повели, Маријан. Благодарам. Поздрав уште еднаш до цел аудиториум. Научив неколку работи од прва што се вели. Прво дека имам слично презиме во Струмица, бидејќи претходната соговорничка се вклучи. Понатаму мојата улога или вклучување денеска е двојна. Едно заради член представник на МИА во мрежата за медиумска писменост, меѓутоа утрово од редакција се договоривме за овој настан да известам македонската јавност. Така да со задоволство тоа ќе го направам и уште еднаш јавно да ви честитам за ова истражување. Навистина интересни, важни и по многу нешта опоменувачки податоци за кои што заедницата ќе треба навистина да се вложи. И уверен сум дека ситуацијата е слична и во останатите региони, така да добро е кога ќе завршите работата во источниот и југоисточниот регион да се префрлите на овој дел од државата преку Вардар, затоа што исто така има, за жал, голем број на лица со телесна попреченост. Јас, например, искуствено, заради секојдневните ангажмани, можам да сум забележал дека, например, во Битола и Битолско, многу почесто или повеќе внимание се посветува на лицата со попреченост да им помогнат со воведување на Брајево писмо, патеки и така натаму, меѓутоа оваа работа за жал како да е ставена во втор план. Исто така забележав дека оваа категорија на наши сограѓани почесто ги следат националните телевизии, што значи добро е да пренесам во МИА, во нашата редакција, како и на кој начин да станеме подостапни до оваа публика со двете начини на пренесување на информациите. Но во секој случај, доколку не се вклучев или не ја имав оваа информација, ќе знаев дека многу сум изгубил, а во оваа ситуација навистина многу сум добил со нов тип на информации и реалната состојба во нашата држава.
Затоа ви благодарам и само да прашам Институтот за истражување на општествениот развој и Локал Актив се два одделни субјекти кои што учествуваа во истражувањето, истото го реализираа во проект, така? Еве вака, Институтот го координира целиот Така. проект само. Тој е проект што е поддржан, ќе ти ги пратиме инаку тие, Се само. овие информации ќе имаме кусок, one page леток на една страница опис, наистина, и ќе ти пратиме и све, и презентацијата и пропратниот текст, за да можеш текстот за Мија да го направиш. Инаку, значи, овој проект е поддржан од National Endowment for Democracy, Националната фондација за демократија. Минатата година се спроведуваше и сега се спроведува дополнителни 2 години, сега се прошируваме во Вардарскиот регион и планот е натаму во другите региони, ова што ме прашуваш. Идејата е да се поттикна развојот на третиот сектор во медиумската слика кај нас, тоа е така наречениот непрофитен сектор, односно медиумите на заедницата. Тие постојат во другите земји, доминантно се развиени како радија, кај нас се 4 радија такви, 3 студентски радија и 1 верско радио. Не се разви овој сектор, регулаторот медиумски имаше документ за политики, сугестии, да се формира фонд за плурализам, нели, од јавни средства, што е најчесто извор за овој финансирање на овој сектор. Се надеваме, бидејќи сега се случуваат медиумски реформи кај нас, се надеваме и силно се лобира за развој на таков фонд, од кој би се финансирало квалитетното новинарство, непрофитните истражувачки медиуми и медиумите на заедницата. Значи, се надеваме дека ќе успееме на тој долг пат нешто да направиме. Ние како институт само го координираме, а инаку Локал Актив како медиум, сега тоа оваа година ќе го спроведеме. Ова е најголем дел од луѓето тука што се приклучени се дел на уредништвото, ќе припаѓа Локал Актив на граѓанските организации, ќе направиме соодветни документи, ќе го регистрираме на тој начин и така натаму. И Локал Актив Исток или Југоисток ќе биде само за тие два региона, или може би утре ќе ги издвоиме, не знам, здравје, како ќе ни одат работите. Во Вардарски и во другите региони планот ни е за посебни вакви онлайн медиуми на заедницата да направиме. Тоа е целата идеја. Се уште не е баш препознаена, можам да кажам. Препознаена од граѓанските организации, не е теско се препознава од важни други фактори, да речам, креатори на политики. Така натаму. Благодарам многу што се приклучи и ова што ќе направиш текст за Мија, кој се надевам ќе биде пренесен. Апсолутно. Од другите медиуми. Така, да. Од другите медиуми. Така. Некој друг уште дали би сакал? Јас само сакам уште еднаш да ве потсетам, нели, мене ме интригира многу ова прашање околу хиерархијата, да речам, на потреби на ранливите категории, тоа што го спомнав со тој прирачник за развој на социјални услуги. Јас разбирам дека доминантно биолошките потреби се основа на се, нели? Но се уште, како да речам, не можам, добро, можеби не сум доволно информирана, меѓутоа државата не работи доволно на задоволување на основните биолошки и социјални потреби, па логично сега ќе си речете, кога човек нема доволно за храна, облека, обувки и така натаму, основните, што пак за психолошките потреби. Но мислам дека е многу важно за овие лица. Не е доволно само да имате основно задоволување на основните потреби. Многу е важно, барем делумно, да ви биде исполнет животот, да имате значење во животот, да имате чувство дека вие нешто правите во тој живот. Затоа мислам дека треба да обрнуваме повеќе внимание како сите овие ранливи категории граѓани, не зборувам само за лицата со сетилна и телесна и интелектуална попреченост, има и многу други ранливи групи, маргинализирани или социјално исклучени групи, кои, како да речам,
живеат со чувство на исклученост или неприфаќање од оваа заедница. И голем број граѓански организации работат нели со овие групи, но сепак мислам дека треба да видиме како граѓански сектор, како граѓански организации сите заеднички, нели зборуваме за мрежа од организации кои работи за комуникацијските права, но и другите права на сите овие ранливи групи, што би можеле да направиме повеќе за исполнување на овие други потреби, освен биолошките, социјалните и психолошки или емоционални. Еве во социјални потреби што опишале во прирачникот, социјализација со други луѓе, што значи поддршка и помош од пријатели, соседи, роднини, излегување, образование, работа, социјална и здравствена заштита. Зоран спомна Виковски дека се работи на овие прашања, доста организации работат, пристап, осигурување, плаќање трошоци за лекување, лекови, помагала и така натаму, значи тоа е во социјалните потреби, но тука исто така спаѓа учество во заедницата, членство во некоја организација или група во заедницата, различни посети, клубови различни организирани и психолошки емоционални потреби. Тука се потребите кои се однесуваат на припадноста во заедницата, самостојност и контрола над животот, внимание, интимност, блискост, приватност, смисла во животот, почит од средината, слобода, прифатеност, задоволство и исполнетост, дали им се слуша гласот, дали се чувствуваат дека се потребни и корисни. Сето ова е набројано, еве само како едно подсетување на темите што ги забораваме. Добро. Ако се уште нема некој нешто да додаде на овие теми, може би да ја заокружиме овде сега дебатата и еве за минутка-две да го почнеме со станокот на уредништвото. Дали се согласувате? Весна ќе ја преземе. Ќе го преземе модерирањето на вториот дел. Ова фактички ни беше вовед и се отворија некои теми за кои што би можеле да разговараме во иднина во рамки на уредништвото на Локал Актив. Ти, Маријан, ако сакаш, можеш и да останеш и на овој дел. Значи, нема проблем, не, отворени сме ние, не, можеш да следиш, мислам, така да... Не се зоневам, но сакам да ве поздравам, ви посакувам пријатен ден и останува нашата соработка во